Затоа што имаме реални проблеми во државата. Затоа што имаме влада која што практично не знае да управува со државата. Влада која што не знае себе си да се организира, а камоли пак да ги организира институциите во државата. Вие гледате премиер кој што на дневна основа излегува со изјави, а потоа неговиот центар за пропаганда и лаги, преку министерот за пропаганда и лаги, 2-3 пати во денот го дообјаснува. Не сакаше премиерот тоа да каже, сакаше ова да каже. Практично ние имаме еден тотален хаос кој што ни се случува во државата, и тоа го кажа во многу наврати во минатото, и сега сакам да го повторам, практично ние ја губиме во моментот државата. И подготвен сум и за ова да излезам и да дебатирам, и затоа го повикав пред некој ден, бидејќи како опозиционер се силеше, викаше, се удираше во гради, викаше ајде, рете во една држава, во еден плурален, демократски амбиент, да имаме дебата помеѓу премиерот и претседателот на опозицијата. Затоа и пред некој ден го повикав пред платото на владата на Република Македонија, на оној протестен марш. Ајде, реков, почитуван премиер, да излеземе јас и ти, очи во очи, бирај ти место, каде сакаш, бирај новинари, бирај теми на кои што сакаш да разговараме. Еве ке разговараме заедно и за нашите ВМРО-ски работи, пошто гледам овие новинари кои што го поддржуваат него и неговите политики, многу сакаат да разговараат за нашите ВМРО-ски работи, зошто пишал овој писмо, зошто овој му одговорил на овој со ваков совет, кој го плаќал возилото на Груевски во Будимпешта и така натаму, а никој не гледа дека ние практично денеска имаме едно комплетно црнило и сето она кое што нас ни се случува во државата, во било која сфера е само порази и уништувања парче по парче.